Здраво, сега оѓаме во преубав кафиć, со нас е доктор Никола Павловски. Добро го прочитав за име и презиме? Да, добро е се. Добро, за почеток, одиме до природно прашање, тоа е, како ви тече се детството? Па јас сум роден во Скопје, у СФРЈ, Социјалистичка република Македонија, 55 година. Значи пред точно 70 години. И фактички 35 години сум живеел во Југославија, пола живот во Република Македонија како независна. Првите години живеев во центар на Скопје и убаво ми поминуваше. Многу игравме надвор децата. Дури во самиот центар секогаш се наоѓа Дом на градежници, театар комедија, тука живеев. Булеварот Климент Охридски беше една улица. Не беше булевар, туку една улица и проаѓа дневно, да ти кажам, повеќе од 20 коли немаше. Значи, тие години, кога уште пред одам во училиште, реткост беше некој да има автомобил, освен службени автомобили. Така да надвор игравме по цел ден, се тоа беше трева, пољани и така траеше негде до 6. Трета учев во училиштето едно од најубавите Гоце Делчев, кој се наоѓа сега кај што е Дом на градежниците, позади него беше. Се сруши во земјотрес. Значи, кога бев втора за трета година, се случи земјотресот Скопски и училиштето се сруши. За среќа, тоа беше на 26 јули. Јас не бев во Скопје, бев во Бугарија на одмор. 2 дена бевме во Златните песоци, кога разбравме каква катастрофа не снашло. Ноќеска родителите, мажите побара автобус, не остаја во Софија и они продолжија во Скопје за да работат. Дури и брат ми кој имаше 16 години отиде да работи во Скопје да расчистува, а ние со мајките, помалите деца, останаме на месец дена во Софија, па по месец дена се вративме во Скопје. И тој период и покрај катастрофата ни беше еден од најубавите. Помагавме во расчистување на рушевини. Доаѓа секоја вечер имаше забави, доаѓа овие разни состави, светски познати состави, имаше гранки. Така да и школото ни почна малце подоцна, малце ужив во кисела вода, таму живееме под шатори, тоа беше многу интересно за деца. А потоа продолжи во Гоце Делчев, кој се наоѓаше кај што е сега, не знам како се вика школото, тоа се викаше Владимир Илич Ленин, исто во центар на Скопје. Средна школа учев во Јосип Броз Тито, кој првите 3,5 години, бидејќи таа гимназија женска се сруши за земјотресот, се наоѓаше кој што е центарот за странски јазици, а во сегашната гимназија се преселивме на денот на ослободување на Скопје 13 ноември 72 година. И продолжив да живееме во центар, иако тука имаме за земјотресот многу селења. Нашиот стан, зграда беше оштетена, меѓутоа опстои. Така да тоа би било до средно училиште на медицински факултет се запишав 1973 година. Значи, тоа е второто прашање, како се одлучите да бавиш со здравството? Па, не беше тоа како што некои сега ги спремаат децата уште од мали дека ќе бидат доктори. Во мојата фамилија немаше ни еден доктор, иако има многу со презиме Пановски доктори, меѓутоа оваа моја фамилија, ни близок, ни далечен роднина немам, јас сум прв доктор од таа фамилија. Па негде 73-та во мај месец ме фати напад на слепо црево, ме однеса на хирургија, ме оперира, уште не бев одлучен кај ќе одам. Добро ми одеше повеќе математика, меѓутоа и природните предмети, хемија, знам дека имат матурска тема. И после тоа лечење 5-6 дена кое се случуваше на хирургија, ми стана интересна таа струка и викам ја ќе се запишам на медицина. И така 73-та година полагав приемен испит, бидејќи имав 2 четврки, тогаш само скрос одличните не полага. Гледачи да знаат дека тогаш во Македонија само 11 кандидати беа скрос одлични и тие не полагаа приемен, а сите ние останати 1-2 четврки да имаш полагавме. Денеска да имаш 2 четврки не можеш да те примат во Скопскиот медицински факултет.
бидејќи сите 300 или колку се скоро сите се скроз одлични, значи тако е системот на образование. Пријатно јадење. И така, полагав прием, бев 16 класифициран, значи добар успех имав, хемија и биологија се полагаше и почнав со студии по медицина и задоволен сум. Брзо ги завршив, 79-та. Со просек? Со просек, за да, бидејќи без просек не можев да останам на факултет. На 80-та година се вработив на Институт за микробиологија при медицински факултет. И од 80-та се пензионирав 2022, значи 42 години, со еден прекин од 4 години, кога бев една година заменик министр за здравство и 3 години директор на Фондот за здравствено осигурување. Меѓутоа и во тој период волонтерски, а тоа ми е возможија, држев и испити и предавам. Инешен наставник станав 90-та година, на мој 35 години станав доцент, да професор сум 95-та. Значи имам стаж од преку 30 години како наставник. И последното прашање, ако можете да ни кажете нешто повеќе за важната иницијатива за 2023 во соработка со град Скопје. Само ги ме поправите тука малку јас Добро, добре. Значи, покрај ова што имам во здравството и работата како професор, најмногу работа како професор, во лабораторија и така натаму, и сите хобија што си ги имал, сега пред да се пензионирам година дена, Либерално-демократската партија ме наговори да бидам советник носител на листа на град Скопје во одлучност за промени. Добивме 2 советника од ЛДП и ДОМ, јас сум од ЛДП и Колешка од ДОМ, и влегуваме како советници во собранието и уште 3 месеци ќе идеме таму. Либерална иницијатива беше што сме направиле ние како советници, а не има околу 20 и нешто во цела Македонија, за државата, за градовите, какви иницијативи сме имале, и беше направено едно видео, така да на тоа се однесува. Од разни општини кажуваат, јас да речеме кажуват дека имаме една иницијатива успешна за децата да добиваат веќе од здравството инсулински торби, а девојките во средно образование да добиваат хигиенски влошки, бидејќи некои немаат пари за жал да ги купат. Понатаму 10 милиона помош на моја иницијатива и наговарање на советниците. Не е лесно да се спроведе поделен, знаете, советот, скаран со градоначалничката, некои советници за фудбалскиот клуб Вардар, помош на фудбалскиот клуб, и ова што сега е Вардар, тогаш беше, се бореше за испаѓање, и до некаде мал дел е и партиска заштита или заштита на заслуга на мене како советник. Сега други работи не би кажал иницијативи, но да што помалку се гради во градот, се бара одлагање на точки кај што навистина се гледа дека е пренатрпан градот и така натаму. Тоа нешто прошло, нешто да. Ако имате уште нешто? По ништо може за мене, ако ги интересира гледачите, од хоби, еве сега као пензионер, се бавам со тенис, се уште играм тенис, организирам првенство за доктори во тенис 29-то беше, 93-та навака, со некои паузи. Ние се држиме еднаш годишно. 6 балкански првенства сум организирал како председател, а сум учествувал на преку 30 за доктори. Цело време сум на велосипед, тоа го знаат. Сите фамилиарно, имам голема фамилија, сите, за фала Богу, се тука, никој не отишол, имам 5 деца, 2 сина кои се живеат посебно, од кои едниот имам 2 внуки, најстарата е полуматурантка, од другиот, фала, пред 2 дена бевме на полуматура, од другиот син уште една внука и најмалиот е внук. И уште покрај 2 сина, имам уште еден син, кој апсолвент на економски факултет, има 23 години, керка која има 20 години, студира модерн дизајн во ФОН, и најмалата моја керка која има 16 години и учи во средна школа, прва за втора година во Орце Николов. Тоа е што би можел да кажам. Ви
Ви благодарам на соработката. Се надеваме дека ќе имаме уште некои средби со вас. Тука сум на располагање и благодарам на поканата. Беше пријатно на